Прилогот кој што следува во продолжение е најава за темата на која што денеска ќе разговараме со мојот гостин. Меѓутоа, заради природата на неговата професија, не беше во можност да биде со мене ова утро во студиото, затоа ние бевме кај него. Проследете го во продолжение прилогот, а потоа и целосниот разговор. Граѓаните на Битола, за разлика од останатите, имаат почести проблеми со бубрезите, поточно со формирањето на камен во бубрегот или други заболувања на уринарниот тракт. Уште од антички времиња е позната болката предизвикана од камен во бубрегот, која ако некогаш во животот сте ја доживеале, тоа искуство нема да го заборавите, бидејќи во медицината е етикетирана како најсилна болка. Она што може да ја опушти популацијата на Битола е фактот дека Битолската клиничка болница го има најсовремениот апарат во светот литотриптор, кој служи за така наречено безболно кршење на камења долж уринарниот тракт, бубрек, уретери, мочен меур и веднаш после третманот си одите дома по 40 до 60 минутниот третман. Предноста на овој третман покрај што се лекувате дома и прагот на болка е сведен на минимум, по неколку годишното воведување во работата на уролошкото оделение. Со овој апарат се намалени класичните конвенционални хирушки зафати за отстранување на калкулозите, формирани во уринарниот тракт или бубрезите. 150 пациенти подлегнале на овој третман во текот на изминатата година според статистиките на Битолска урологија и истиот е од голема предност при лекувањето на пациентите. Денешниот разговор го фокусираме околу работата на одделот за урологија при клиничката болница во Битола. Мој денешен гостин е доктор Илија Келепуровски, уролог-хирург. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од утринската програма на Мега телевизија. Представува чест и задоволство да гостувам вашата емисија. Она што генерално кога имам интервју со некој гостин од одредена област, започнувам со најопштото, што е она што може да се препознае како работа на урологија, пред се зборуваме нели за бубрезите како витални органи. Што е потребно за истите да се зачуваат здрави? Благодарам на поканата. Кога зборуваме за бубрезите, треба да спомниме дека представуваат билатерални паренхимни органи кои што се локализирани во предел на слабините, во така наречениот ребрен кафес и представуваат така наречен софистициран колектор на организмот, што значи отстранување на штетните материи и вишокот на вода. Секако треба да спомнеме за кои се основните функции на бубрезите, а тоа се филтрација на крвта, реабсорбција на потребните материи од крвта и екскреција, односно отстранување на штетните материи и вишокот на вода, но секако не треба да се заборави и хормонската улога на бубрезите, која што се состои во синтетизирање на еритропоетинот, кој што е хормон, кој што е одговорен за стимулирање на еритроцитната лоза, понатаму ренинот, кој што е одговорен за регулирање на крвниот притисок и витаминот Д, кој што е одговорен за метаболизмот на калциумот во организмот. Што се однесува до вториот дел од прашањето како треба да ги заштитиме бубрезите, прво и основно е да се внесува доволна количина на течности, што би рекла ако имаме пациент кој што има 70 кг, би требало да внесува од прилика 2 литри течности, значи формулата е се множи по 3. Ако имате пациент од 100 кг, значи тој треба да внесува околу 3 литри течност во рок од 24 часа. Но уште побитно е регулирање на крвниот притисок и регулирање и контрола на гликемијата во крвта. Тука мислам на диабетичарите, понатаму намалување на телесната тежина, намалување на внесувањето на сол во организмот и внесување на храна типот на овошје и зелечен, како и зголемена физичка активност. Здравјето на бубрезите секако е врзано со
на здравиот начин на исхрана или внесот на течности, меѓутоа кои се најчестите заболувања, оние калцификати или популарно меѓу народот камен во бубрегот што викаат, која е најчеста причина за неговото создавање и дали може и нашиот регион Битола Пелагонија да се нарече како специфично подрачје каде што е позачестена појавата и која е причината за тоа? Така. Прво би појаснил во однос на заболувањата на бубрезите, значи мора да се прави разлика дали се работи за интернистички или нефролошки заболувања на бубрезите или се работи за уролошки, односно заболувања кои што бараат хируршки третман. И најчесто интернистичките, односно нефролошките заболувања, значи се третираат со најразновидни диети и лекарства, додека уролошките заболувања имаме претежно хируршки третман. Сега, во основата и на едниот тип на заболувања и на другиот тип на заболувања е оштетувањето на нефронот, на бубрегот, како основна функционална единка на бубрезите, кој што е одговорен за како за филтрацијата, така и за ресорбцијата, значи на потребните материи, како најчести причини за оштетување на бубрезите се покачениот крвен притисок и диабетот. Значи, запомнете, зборуваме за нефролошки заболувања. На тој начин се намалува капацитетот за филтрација на бубрезите и имаме зголемување на концентрацијата на тие штетни материи во организмот, кои што понатаму ќе видиме предизвикуваат одредени симптоми и тегоби кај пациентите. Кога зборуваме, значи, од уролошки аспект, мислиме на калкулозата на уринарниот тракт, почнувајќи, значи, на калкулоза од бубрезите, уретерот и мочниот меур. Треба да се каже дека калкулозата е доста застапена во овој наш регион и како фактори за појава на калкулозата би ги спомнал секако намалениот внес на течност или составување на хронична дехидратација на организмот, понатаму постојат екзогени или ендогени фактори кои што се однесуваат во однос на продукцијата на метаболитите како оксалатите или нивни екзоген зголемен внес преку исхраната, секако тука и фамилиарната предиспозиција за појава на ова заболување. Ако не се лажам, може би има 4 до 5 години кога клиничката болница Битола преку владата доби еден апарат или нова опрема која што служи за на некој начин третман на лицата кои што имаат вакви калцификати. Колку е од корист ваквиот апарат и кој се може да подлежи на ваков третман? Прво морам да ве коригирам, значи не се работи за калцификати, значи се работи стварно за камења во бубрезите. Калцификати е нешто сосема друго, има калцификати во бубрезите, али тие се однесуваат на некои други состојби во контекст на тие нефролошки заболувања кои што ги спомнав. Да, точно е, и ние сме многу благодарни и срекни во врска со тоа. Имаме апарат за екстракорпорална литотрипсија, односно за тој неинвазивен третман на калкулозата на уринарниот тракт, кој што се состои со едно стимулирање и продукција на електромагнетни бранови кои што носат одредена енергија, кои што се насочуваат спрема местото на локализација на калкулусот и на тој начин вршат една дефрагментација или да не речам дробење, значи на каменот на поситни делови и после тоа се исфрлаат преку урината. Дали овој метод е болен? Во текот на самата процедура, значи ние користиме наркоаналгезија, значи претходно пациентот се припрема на нашето оделение, ги прима тие лекарства и после тоа нели се спроведува процедурата, но не секој пациент има ист праг на толеранција на болка. Кај некои пациенти се употребува и така наречена потенцирана анестезија со цел да се издржи третманот до крај. Секако успехот, значи на оваа процедура зависи
како од големината на калкулусот, неговата локализација и биохемискиот состав на самиот калкулус, бидејќи не сите калкулуси имаат иста цврстина, некои се подцврсти, некои се помеки и така натаму. Но најголем успех во третманот се постигнува кај калкулусите кои што се локализирани во самиот бубрег, значи почнувајќи, ние викаме од пиелонот и чашките. Значи таму кај што имаме водена средина. Но треба да се каже дека самиот апарат не прави чуда во контекст на она што го спомнав прегеска, бидејќи имаме ситуации кога хируршкиот третман сам по себе, било да се работи за отворена хируршка интервенција или за ендоскопска хируршка интервенција, се наметнува како единствен начин на третман кај тие пациенти. Би сакал да спомнам дека и самиот третман и покрај тоа што е неинвазивен, значи пациентите веќе истиот ден ги пуштаме дома, постојат и одредени несакани ефекти, да не речам опасности од типот на рани или касни компликации. Како најчести компликации би ги спомнал крварење после самата процедура, кој што може да биде и пролонгирано. Понатаму промени кои што настануваат на микроскопско ниво во самата структура на бубрегот, односно на неговиот паренхим, кои што подоцна може да се манифестираат во тип од како покачен крвен притисок и слично. И најтешката компликација која што за среќа, значи многу ретко се случува, или еруптура, да настане еруптура, односно прскање на самиот бубрег. Тоа е делот околу литотриптерот, меѓутоа тука не се ограничува работата на одделот за урологија. Значи, опфаќате разни видови на инфекции кои што се случуваат по уринарниот тракт, тука нели ги споменавме бубрезите, тука е простатата, тука е ракот на тестиси и слично. Меѓутоа, како генерално вовед во наредниот разговор понатаму, дали предничат мажите или жените во однос на како пациенти кои што се јавуваат кај вас? Знаете како, урологијата е многу широко подрачје, бидејќи има многу заболувања кои што се однесуваат и на мажите и на жените. Обично кога ќе се спомни урологија се мисли на машката популација, тоа е заради застапеноста на бенигната простатична хиперплазија, која што ќе ја спомниме покасно. Секако дека и имаме застапеност и од женската популација, баш тоа вие го спомнавте, имаме и други заболувања, како што е калкулозата, понатаму инфекциите на уринарниот тракт, малигните заболувања и секако урогинеколошките проблеми. Во тој дел, каде најчесто наоѓаат примена вашите услуги? Кога станува збор за женската популација, што е најчесто заболување? Како некоја така генерализирана слика? Видете вака, значи, ако направиме една компарација со изминатите години, бидејќи ние ги следиме состојбите, се запишува така, имаме зголемување, значи, на бројот на малигни заболувања. Особено ако зборуваме за карциномите на мочен мер, баш поради зголемување на процентот на пушачи кај женската популација. Понатаму инфекциите, тука си сексуално преносливите инфекции кои што се така наречени пинг-понг инфекции, ако ги има жената, ги има и мажот и обратно, и секако урогинекологијата како посебна гранка на урологијата со најразновидни заболувања од типот на гинеколошките органи, кои што нели се во предел на малата карлица, кои што се рефлектираат на функционирањето на уринарните органи, да не речем тука е мочниот меур, уретерите и така натаму. Така да многу често и соработуваме со гинеколозите во третман хируршки најчесто на овие заболувања. Сега во оној дел сам споменавте дека е зголемен бројот на лица кои што имаат малигни заболувања. Ако не се лажам, многу чест е случајот со карцином на простата.
Дали се спушта возрастната граница кога станува збор за заболувањата од овој тип? Видете вака. Значи, секако дека ние водиме сметка за процентот на малигни заболувања и општ впечаток е дека имаме зголемување на процентот на малигни заболувања, особено последниве 10 до 15 години, но има еден друг момент кој што секако би го истакнал. Подобрена е диагностиката, односно диагностичките методи се многу подостапни, значи во ова наше време, почнувајќи од најнеинвазивното како ехото или ултразвукот, па се до магнетната резонанца. И многу почесто, значи, ги диагностицираме тие малигни заболувања, што ќе речи инциденцата е зголемена. Но треба да се направи една поопсешна анализа, да се соберат податоци и од изминатите години, да речеме пред 20 години, и да се земат сите фактори во предвид и да се види дали навистина имаме зголемување на малигните заболувања. Но повторно ќе спомнам дека впечатокот е дека има зголемување, но сепак објаснувањето е тоа кое што го кажав и држам до тоа. И сега споменавме голем број на заболувања во различни делови од функционирањето на урологијата. Еден совет или апел до граѓаните на Битола и регионот, бидејќи како регионална телевизија покриваме повеќе општини и градови, како специјалист во вашата област, што е оно што ми го порачувате на граѓаните? Знаете како, значи во контекст на машкото здравје, нели, кое што е доста популаризирано, особено со акцијата на Movember, тука спаѓа, нели, карциномот на простата и карциномот на тестиси. Јас само би кажал дека редовната посета кај урологот ни гарантира успешно и навремено диагностицирање, како и успешен третман. Така да, еве, ова нека послужи еден апел до нашите граѓани, до популацијата, да посетуваат уролог, не само кога ќе имаат потреба, него особено во контекст на карциномот на простата. Знаеме дека после 50-та година треба барем еднаш годишно сите мажи треба да посетат уролог, бидејќи сепак последниве години карциномот на простата е веќе во некои земји на прво место после пред карциномот на бели дробови. Кај нас е уште ситуацијата карциномот на бели дробови предничи, но тука се некаде. Така да. Јас ви благодарам за гостувањето денеска, за сите овие информации кои што ги споделивте. Се надевам дека и понатаму ќе имаме соработка и ќе имаме нови причини за разговор. Ви благодарам и вас на укажаната чест и исто така јас се надевам дека и понатаму ќе соработуваме и ви стојам на располагање. Благодарам уште еднаш, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.